веројатно бил предаден на турските власти. За да не ја загрози безбедноста на своето семејство, како и да не ја открие дејноста на Тморо, со двајцата соработници и со ранетиот војвода Мишев, во ноќта на 21 септември ја напушта родната куќа. Полека се прикрадуваат по тесните неосветлени велешки улички. Откако го поминуваат дрвениот мост на реката Вардар, што Велес го дели на два еднакви дела, извесно време се движат по течението на реката, со намера да се извлечат од градот во правец кон Штип. Меѓутоа, на излезот од градот, во близина на Општинското училиште Свети Ѓорѓи, паѓаат во заседа што ја поставила турската полиција. Пукајте! Војводо! Да жив раце биле. Војводо! Многу ги има, војводо. Избрав 10 долу под нас. А на мостот Вардар поминуваат уште 30, а може и повеќе. Дајте ми револвер. Сам ќе се убија, миле. Ѓорги, Васил, земете го војводата Мишев и право нагоре, а од тука кон овчеполието. Јас ќе ги задржам. Ѓорги, Васил, ова е наредба! И? Омбаши? И никој ништо, Вали Паша Ефенди. Не знам, не го познавам. А 10 мина од нив приведовме во Конакот. Ги тепавме, коски корневме. Велат дека не го познаваат. Само оваа жена овде го препозна. Ги испушти стомните и врисна до небо. Жена велиш? Браво, Омбаши. На што дередже падна царштинава, а на жена. Пушти ја жената да си оди дома. Деца да чува. Може би од неа јунак ти израсне, за да имаш ти со кого да се тепаш. Омбаши лебот да го заработиш, пушти ја. Пушти ја! Ајде, Борисако, оди си, ајде, оди си. Ефенди, трупот
Стотина се собрале околу него, мажи и жени и деца и бараат да го погребат на нивно. Ефенди, да им пуштам запти, да ги растераат и да испотепат неколку мина ако треба, И што? Ќе ги растераат, ќе испотепаат неколку мина и утре пак ќе дојдат илјадници. Задутре исто. Сиот народ да го испотепаме. Пак други ќе дојдат. И што? Така до безкрај? Дај им го мртвиот. Дај им го мртвиот. разбирам. Да се памти. Според еден извор, телото на загинатиот 24 годишен војвода Миле Поп Јорданов било торжествено погребано на гробиштата до црквата Свети Пантелеймон во присуство на илјадници велешани. Местниот црковен свештеник одржал долг и трогателен говор, со која изразил болката од сите македонци за трагичната погибија на младиот јунак. Според друг извор, погребот бил скромен, а телото на јунакот било закопано во долчето под гробиштата на црквата. 2 години подоцна, на истото место, ќе биде погребан и помладиот брат на Миле, гимиджијата Јордан Поп Јорданов, по неговото самоубиство во Солун, на 30 април 1903 година.